волет, што ги спомнав, како Trust Wallet, Exodus, без разлика, MetaMask, вие можете да бидете во интеракција длабоко внатре во блокчейнот. Само преку користење на овие новчаници вие сте во блокчейнот. Инаку, вие сте на централна менувачница. Binance ви ги дава нивните средства, вие тргувате со токени и коини на Binance. Вие не купувате од блокчейнот, не користите од тука. Binance е во тотална контрола. Јас се покажувам како пример, значи без разлика, секоја централна менувачница, дали е тоа Coinbase, KuCoin, без разлика. Затоа е многу битно да се користат DeFi, децентрализирани финансии. Инаку за некој од вас што може би е запознаен, банките моментално не само што се исплашени од крипто, најисплашени се од децентрализирани финансии. Светска банка и исто така ММФ, сите го знаете ММФ. ММФ е економскиот убиец на тие држави што имаат тешкоти во својата економија. Им даваат кредити што не се поволни за да ги колабираат економиите. Тоа секој што знае макроекономија тоа го знае. Тие во својот извештај во април кажуваат колку се исплашени од децентрализирани финансии. Најголемата банка во светот, најглавната што е банка над сите банки, и таа се наоѓа во Швајцарија, BIS банка, тоа значи International Settlement Bank. Тие исто така се многу исплашени од децентрализирани финансии. И самите кажуваат во својот white paper, викаат, ние да ги донесеме CBDC пред да разберат луѓето што е децентрализирани финансии. Затоа ние ова го правиме, да им објасниме што е што. Може да одиме малку надолу. Сега, децентрализирани финансии. Што се тоа децентрализирани финансии? Секој ќе праша. Децентрализирани финансии е се што нуди денешниот банкарски сектор на едно место на блокчейн. Но меѓутоа, немате човек од другата страна на шалтер, немате никаков посредник, немате никаква централа, вие сте во контрола на вашите средства преку вашиот портфолио. Никој жив не може тоа да го контролира. Затоа се тие исплашени. Затоа што на тој начин луѓето ќе земат контрола во своите животи и ќе земат контрола на своите финансии. Централистите тоа не го сакаат вие да менаџирате со вашите пари, тие сакаат тие да менаџираат со вашите пари. И со тоа со вашите животи. Што е многу интересно кај децентрализирани финансии? Тие се транспарентни, отворени книги, отворени на пристап за секој што има само интернет конекција и апликацијата да ја домодира. Секој може да има пристап на сите банкарски услуги. Да не заборавите, имаме луѓе во Африка што не знаат што е банка, но меѓутоа користат крипто, за да можат да направат размена меѓу себе, за да можат да направат купување на стоки и услуги и наместо да го прават тоа со пари, пошто луѓето путрите како Зимбабве имаат хиперинфлација веќе 2 години преку 300%, луѓето за нив е многу поевтино и ова волатилност на криптомаркетот за нив е неусетна. Сега, како што реков, не треба дозвола од никого, секој може да пристапне. И исто така, како што реков, тие паметните договори менаџираат овие децентрализирани апликации и во случајов протоколите како децентрализирани